Почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите, денес од страна на председателот на државата Стево Пендаровски беше прекршен уставот. Без никаков доказ кој е неопходен за поседување на парламентарно мнозинство од најмалку 61 пратеник, тој го додели мандатот за состав на нова влада на пратеникот Зоран Заев. Без доказ, без потврда дека поседува мнозинство, Пендаровски го додели мандатот за состав на нова влада. Од тука, од овој момент, не може никако поинаку да се опише оваа состојба, освен дека мандатот е узурпиран, би рекол киднапиран и е во рацете на човек како Зоран Заев. Ова представува продолжување на неславната пракса на кршење на уставот, при што сега активен учесник е и председателот на државата. По кој критериум Пендаровски одлучи мандатот да го додели на партија и човек кој не достави доказ дека поседува мнозинство во парламентот? Ке ја подсетам, самиот тој велеше дека ќе ги повика сите политички чинители на разговор кај него, разговор кој што до ден денешен додека го додели мандатот воопшто и не се случи. По таа логика, мандатот без доказ може да се додели во рацете на ВМРО ДПМН, кој пак освои најмногу пратеници во македонскиот блок, или на ДУИ, на ДПА, на Левица, Алијанса, Алтернатива или на било која друга политичка партија која што е во парламентот. Уставот е прекршен, а Стево Пендаровски е активен учесник во сето тоа. И ова не е случаен преседан, туку таквото делување без кичмо и став прераснува во традиција. Ке подсетам дека председателот на државата беше активен учесник во злоупотребите на инструментот ворена состојба, каде ја продолжуваше толку долго и толку пати, колку што на Заев му беше потребно да направи институционален подкуп за време на завршените предвреди парламентарни избори. Наместо да се справува со ковид кризата, тие продолжуваа ворена состојба во која што менуваа закони, исплаќаа подкуп, носеа уредби за рекламен простор во медиумите, во кој се дава предност на СДСМ, менуваа изборен законник. Стево Пендаровски, како председател, не каже ниту еден збор за покачувањето на цената на електричната енергија, со кој директно судира по стандардот на граѓаните. Не кажа ниту еден збор за пропаѓањето на банка, со која се нанесува штета на граѓаните и бизнисите во оваа земја. Не кажа ниту еден збор за катастрофално лошото справување со ковид кризата, каде цехот се плаќа со животите на граѓаните. Не кажа ниту еден збор за случаевите на криминал и корупција, каде се вмешани луѓе од актуелната влада. Не кажа ниту еден збор за тоа што Македонија и граѓаните во Македонија денеска се во затвор и не смеат да патуваат во земјите членки на Европската унија до крајот на месец септември, како што стојат работите, најверојатно таа забрана ќе продолжи и во месеците после септември. Не кажа ниту еден збор за економското цунами. Не кажа ниту еден збор како поранешен просветен работник за неизвестноста за започнување на учебната година. Но денес го видовме како го дава мандатот на пратеник кој нема мнозинство во парламентот. Од овој момент, секој еден граѓанин треба да знае дека кога ќе се спомене во државата криминал и хибриден режим на Зоран Заев, негов составен дел и соучесник е Стево Пендаровски. Стево Пендаровски покажа дека не е председател на сите граѓани, а најмалку заштитник на уставот. Туку за жал покажа дека е пиун и извршител во рацете на неговиот партиски шеф Зоран Заев. Ваквото узурпирање на мандатот е со цел да се добие дополнително време во кое председателот на СДСМ, кој инаку самиот признава дека нема мнозинство, ќе ги искористи овие 20 дена врз основа и на претходното искуство кое го видовме да прави непринципиелен и нехуман притисок и уцени врз пратеници за да обезбеди мнозинство во парламентот. Уставот е јасен. Потребен е доказ за поседување на мнозинство врз основа на кој се доделува мандатот. Се друго е кршење на уставот. Од тука, со оглед на тоа дека председателот на државата Пендаровски не кажа ниту збор за покачувањето на цената на електричната енергија, за слабењето на стандардот на граѓаните, за тоа што повеќе од 100.000 наши сограѓани живеат со помалку од 50 денари на ден. Не кажа ниту еден збор за изборниот грабеж, беше активен соучесник во злоупотребите на ворена состојба. Молчи за криминалот и корупцијата, а денес, со обично читање на бројки и членови на уставот, без посебна експликација го додели мандатот на пратеникот Зоран Заев. Затоа, во името на повеќе од 315.000 граѓани,
кои го дадоа гласот за ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, како и во името на другите кои не се согласуваат со ваквото кршење на уставот, во 15:30 часот со пратениците, дел од пратеничката група, ќе дојдеме пред канцелариите на председателот на ВОН, при што бараме итна и неодложна следба на која што ќе објасни врз основа на кој доказ го убедил пратеникот Зоран Заев дека поседува мнозинство и му го доделува мандатот. Очекувам средба на која ќе се разговара конкретно и без одлагање. Не смееме да премолчување на кршењето на правото и подривање на правната држава. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете. Да. Најпрви денеска пратеничката група на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, и јас лично во 15:30 часот ќе се упатиме од овде од седиштето на ВМРО ДПМН кон канцеларијата на председателот Пендаровски да видиме врз основа на кои докази пратеникот Зоран Заев го убедил дека поседува мнозинство во парламентот за да му го додели мандатот. А потоа јавноста ќе биде информирана за чекорите кои што ќе следат после таа следба. Апелирам до Стево Пендаровски во 15:30 да не прими мене и уште еден пратеник и да разговараме за доказите врз основа на кои пратеникот Зоран Заев го убедил дека поседува мнозинство во парламентот во кој што ќе се гласа идната влада и органите на државата. Во спротивно, Стево Пендаровски го крши уставот и е соучесник во нехуманиот и нечовечкиот начин на вршење на притисок во следните 20 дена врз пратениците кои што се дел од парламентот. Господин Мицковски, предходно споменавте дека се врши притисок врз одредени пратеници, но не кажете дека покасно ќе откриете детали, дали е време да откриете детали, имате ли можеби информација дали овие, кои што ги нарекувате притисоци, се не успеале кои некои од пратеници што се во моментот дел од коалицијата предводена од ДПМН? Не, напротив, со огромна доза на гадење луѓето ги пречекуваат овие гласноговорници кои што од името на СДСМ и Зоран Заев нудат привилегии. Веќе ви кажам, само во изминатото деноноќие тројца наши пратеници пријавија такви добронамерници кои што се во некаква релација со тие луѓе, кумска, пријателска, кои што во името на СДСМ и Зоран Заев нудат привилегии вакви или онакви, само за да се даде поддршката на владата на СДСМ и Зоран Заев, кои што очигледно во моментот ја немаат. Тоа е и целта на Стево Пендаровски, да му даде дополнителни 20 дена да продолжат овие нечовечки, нехумани притисоци врз луѓе. Предпоставам дека такви притисоци има и во другите пратенички групи. Нормално луѓето со згрозување гледаат на ваквото пристапување, на ваквиот начин на обезбедување политичка поддршка. Одговорот за вториот дел од вашето прашање, нема такви кои што ќе поддржат ваква програма, ваква влада и ваков мандатар. Господин Мицковски, може ли коментар во врска со овие случувања околу Евростандard Банка? Па видете, тоа што беше тад во 90-тите, тоа е денеска Евростандard Банка, само што тогаш имаше од истата оваа владена коалиција министри во тренерки, денеска имаме министри кои што преку банкарски трансакции ги дислоцираат своите средства кои што се наоѓале во таа банка. Тука мислам на ресорниот министер. Така што практично лошото менаџирање со државата, со ресурсите доведува да се случуваат вакви погроми, би рекол, кои што се исклучително на штета на граѓаните. Денеска имаме десетици илјади наши сограѓани кои што се погодени од ова што се случи со Евростандard банката. Јас не би сакал во овој момент да откривам повеќе детали во деновите кои што следат и ВМРО ДПМН, сите оние информации кои што ги поседува ќе ги сподели со јавноста, но ќе сумирам дека во овие тешки моменти на економско цунами, економска стихија која што тропа на врата, здравствено цунами предизвикано од неможноста да се справиме со COVID-19 пандемијата, покачувањето на електричната енергија, неизвестноста со отпочнување на образовниот процес и уште многу други работи кои што можам денеска да ги коментирам, но еве ќе се воздржам, се случува да министрите со тренерки кои што во времето
плячкосуваа штедилници, денеска бидат заменети со други министри кои што носат во стечај банки, а жртва се граѓаните и правните лица. Ако може три кратки прашања. Да, повелете. Дали сепак во едно пазарно општество, често партија не е најнормално банки и фирми да пропаднат поради лошо менаџирање? Зашто така коментар требаше државата да ја спасува банката со пари од буџетот. Второ прашање го осудите оставката на Петаровски, но тоа е идентично тоа што го направи Иванов со Груевски 2016. Дали тогаш Груевски и Иванов беа режими? И трето прашање, ако се направи влада, дали ќе се даде оставка на вашата лидерска позиција, бидејќи не успеа да направите влада? Поврзано со вашето прво прашање, ве охрабрувам како истражувачки новинар да појдете во Струмица, во касарната, каде што се изградени на неколку десетици, би рекол стотици хектари нови згради и да видите тие компании, познати на македонската јавност, предпоставам и на вас ви се познати, дел од нив ги има и на вашиот портал, да ги прашате со која банка ги вршеа трансакциите при купопродажба на становите кои што ги продаваа. Инаку да, ова е пазарно општество, но да, постои закон за банки. И ако го прочитате тој закон за банки, тогаш многу јасно и недвосмислено е дефинирано управувањето и по хоризонтала и по вертикала на банките во Македонија. Чудно, зашто токму оваа банка, која што е сериозен партнер на тие компании во тој град, денеска, после една година, според зборовите на собственикот на таа банка, и дополнителни 15 милиона евра долг, запаѓа во стечај. Одговорот на тоа прашање предпоставувам, бидејќи верувам во вашите новинарски способности, самите ќе го дадете, доколку не успеете, ви стојам на располагање, јас ќе ви го дадам одговор. Второто прашање беше дали мандатот су мислели тогаш и сега е спротивен уставот. Тоа е уште дополнителна потврда дека на лице, на пратеник, во случајов кој што нема утврдено мнозинство, да не му се дава мандатот. Токму тој неуспешен обид на мандатарот, тогашен господинот Груевски, треба да е мотив повеќе за Стево Пендаровски, без да добие доказ од страна на лицето кој што пледира да биде мандатар, да не го доделува. И јас не го влечев за јазик господинот Пендаровски кога велеше дека сите ќе не собере и ќе го истражи потенцијалот на политичарите, дали имаат мнозинство или немаат, тој самиот тоа го кажа. Јас не го терав со сила господин Пендаровски да каже дека очекува доказ за формирано парламентарно мнозинство, па после тоа ќе го даде мандатот. Самиот тој тоа го изговараше. Очекувам да си остане на зборот. Што се однесува до формирањето влада и неформирањето влада, јас мојот став во неколку наврати на изминатите пресконференции на едно слично вакво прашање дадов одговор. Немам ниту што да додадам, ниту што да одземам. Благодарам. Се извинувам, не ме слушна. Да, во 15:30 ќе се упатиме, ќе бидеме таму, очекуваме господинот Пендаровски да не прими и да ни објасни зошто, врз основа на кој доказ и врз основа на кој документ тој го додели мандатот на пратеникот Зоран Заев. Или па да каже дека нема, затоа што има други причини за кои што го доделил, тогаш повторно ќе имаме можност на јавноста да ги соопштиме следните чекори на ВМРО. И благодарам.